Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Уште едно утро, уште едно издание на Еспресо со Златев и Боцевски. Утро немаме гости, но ќе ви дадеме ексклузивен брифинг. Ивица вчера заврши прегласувањето на изборите и сега доколку нема нови приговори, де факто завршува веќе и изборниот циклус за парламентарните избори до во Македонија. петок знаеме тоа, нели? Да. Треба да се одлучува сега. Има процедури и постапки, тоа да. Но вчера имаме нов резултат кој ни носи нова состојба во собранието за малку смената. Добро. Еден пратеник губи Дуи, Еден пратеник добива вреди. еден пратеник добива вреди. Дуи се изедначува со СДСМ, имаат по 18 пратеници, додека вреди има сега по ново веќе 14 пратеници. Менува нешто ова? Па мислам дека во однос на бројот на ако гледаме една нешто што мене знаеш дека највеќе не ми се допаѓа сега да броиме црвени крвни зрнца и тие работи. Мисля, че дека поише албанци има сега со вреди. Отколку со Дуи или се пата, така нешто. Дуи веќе во Дуи, да речеме, во нивната коалиција мултиетничка, но еднорелигиска. Да. Во коалицијата на Дуи има и турци, има и бошњаци, има и роми. Не знам, тоа треба да се проанализира, не сум ги гледал по име и презиме, затоа што мене генерално не ме интересира на таков начин, но да, ова е добра забелешка. Мислам дека еве сега Дуи веќе не може ни тоа да го тврди. Сепак и вреди е на овие избори легитимен представник на албанската легитимен победник, можеме така да кажеме. Легитимен победник, а на крајот од денот кога ќе се формира собранието и кога за прв пат ќе ги видиме пратеничките групи, ќе видиме Дуи дали ќе остане на овие 18 или значително ќе се намали. Пример, Изет Меджити вели дека Дуи може да оди под 10. Ајде да видиме, чекај. Дел од пратениците преговараат со нив, дел од пратениците преговараат со ВМРО ДПМН, како што вели Изет Меджити, а има вели и таков дел кои би сакали независно да излезат како Алијанса на села. Нема да. Па и тие се внатре без заборев јас дека знаеш, таму не е, таму брзо ќе ти тоа со добри четворица 5 души. Нема уште многу да должиме на темата, но Ивица, знаете што е суштината? До сега почна вие да ми се враќате. Па добро, сега. Добро. До сега Дуи владееше во однос на другите албански политички партии, по принципот раздели па владеј. Тие беа сите разделени. Се обратното, а? Сега Дуи не е веќе, нели, хомогена партија, направи една хетерогена коалиција и сега кај нив ќе почне раздвојувањето. Иако па и овие на другава страна, сега да бидеме вака доследни и искрени, не се баш нешто многу сигурни. Ајде да видиме каде има најголемо идеолошко разидување таму. Значи, од едната страна го имаме Алијанса на албанците, која што на Таравари, која што произлегува од некогашното движење предводено од Арбен Джафери како интелектуалец, нели? Демократската партија на албанците, која што помина низ многу перипети и сега е на куп во Алијанса. Можеме така да кажеме. Кој па се поли на два, еден дел чекај, сепак збориме од каде идеолошкото јадро. Кој беше архинепријател на Алијанса пред Дуи? ПДП. Некогашното ПДП. Оно првото, нели, албанско движење во Македонија, така? Струјата на ПДП во Дуи беше возглавена од многу ликови, меѓутоа еден од нив, еден од најработливите, еден од најпознатите е Изет Меджити, некогашен председател на градската младина на ПДП. Се ти треба ли поголема разнородност? Значи, тие беа двата пола на
на македонската И се политика. двата се во едно. Двата се во едно. Во меѓувреме се смени ситуацијата, дуи направи тоа што направи. Сега, види, тоа те кажува дека Изет има една друга политичка траекторија. Значи, Изет, за разлика од Али Ахмети е фактички најголемиот пропонент на енверистичкото јадро на УЧК и на ДУИ. Што е проблем со енверизмот? Сега, една работа која што знаеш, понекогаш треба да ми нацртаме на нашиве гледачи и слушатели. На Балканот нема една албанска нација. Повеќе се. До 1990 година на Балканот имаше две албански нации. Една со седиште во Тирана и една со седиште во Приштина. Југославија развиваше своја албанска нација со своји институции, културни и така натаму, со своји политики и во номенклатурата и во и така натаму, така. Енверистите беа тешка маргина во поранешна Југославија. Да не речам предавници на таа албанска нација во Југославија. Тоа беше Али Ахмети. Маргина, тотална политичка. Врз основа на енверистите не можел да гради овдека политичко движење што ќе добива на избори. Морал да кооптира. И не само тоа, Да. Изет Меджити, како Изет Меджити, нема никаква врска со УЧК. Не бил ниту учесник во војната, ниту бил командант. Добро, доаѓа од една помлада генерација. Да ги оставиме настрана. Не, чекај сега, само да се докажам. Сега. И сега, да направи својата структура, Али Ахмети собра и огромен дел од ПДП. Шутер и огромен дел од ПДП, собра многу политички опортунисти, собра луѓе кои што биле дел од номенклатурата во комунизмот, кај албанците, собра луѓе кои што беа интегрирани во југословенското и во македонското општество. Например, еве, Фатме Бесими и неговото семејство биле албанци кои што биле дел од системот. Потоа да речеме Талат Джафери бил офицер. Абдулменав Беджети, кандидат на Сојузот на реформски сили на првите избори во Тетово. Ме разбираш? Значи сето тоа беше ставено под еден кров. Теута Арифи, иницијално во СДСМ. Беше нешто таму во кабинетот на, како се викаше, Џунер Исмаил, како министер за СДСМ. Значи сето тоа беше некој дуи. И до ден денес тоа е толку разнородно. Кај Изет има една струја, затоа што Изет пак од ПДП доаѓа. Значи тоа е од оригиналното албанско движење во Македонија со една своја траекторија политичка и така натаму. Дуи такво нешто немаше направено. Сега. Значи, еве ти два, после без алтернатива веќе тешко е да се следат сите внатрешни струјења, па и тоа како се раздели, како се споја. Не, види, за тоа ти викам, за ова треба телевизија презента. Да. Во однос на албанскиот блок во Македонија, и на другава страна не се толку хомогени работите, и да, затоа се уште не мора да значи дека нема па основа за соработка. Затоа што, например, еве, која е основата за соработка помеѓу ВМРО, ДПМН и Социјалистичка партија, а во коалиција се толку долго време? Која е? Основата на соработка е љубовта кон Македонија. Ама не мајтап, така е. Значи идејата за Македонија е слична на тие две организации. Сега без разлика што се разнородни идеолошки. Во секој смисла. Така? Ја мислам дека не се толку различни идеолошки колку што се различни генерацијски. Не би рекол, меѓутоа еве. Сега можеш и така да го кажеш. Меѓутоа еве, значи секојаш се наоѓа една основа за соработка. И сега проблемот е, види, четворочлена коалиција е тешко да се менаџира. Дури тие зборуваат за една работа што ми се допаѓа, да направат една као платформа, па во таа платформа да поканат луѓе кои што не се препознаваат во овие 4 партии. Тој е убаво? Така нешто да ги оставиме на страна. Но чекај, зборуваме се што имаме на пазарот, условно, на политичкиот на политичкиот пазар во овој момент ВМРО ДПМН преговара со Вреди. Имаше неколку брифинзи што се договориле. Моја официјална потврда немам од нигде, сосем спротивно велат од сите страни, да, начелно имаме, вика, некаков траект за тоа кој што ќе добие, но се уште не е потврдено, затоа што Вреди откако ќе се договори со ВМРО ДПМН, треба подоцна да си ги усогласи внатре работите. Вчера, плюс Инфомк, ги објави министерските места. Мгм. Mm-hmm. Само да ги најдам, пак и ги прочитаме.
Генерално не е некоја не е некое изненадување. Негде од прилика е измеѓу тоа што го зборев пред неколку дена овде и јас и тоа што го збореше ти, Ивица. Не е нешто мегаломански во однос нели на вреди, но не е нешто ништо ги подценува. Само можеш да го најдеш ова со вреди? На Плюс Инфо како беше насловот? Па друго бар од вториот дел од емисијата, мајте добро. Чекај, ќе го најдеме тоа. Еве ги 5 министерства и 20 вице-премиери. Значи, наводно, ова е некој брифинг кој Ина го добива од вреди, па го пренесува Плюс Инфо, наводно, иако од ВМРО ДПМН го демантира тоа. Велот не е ништо договорено. Тоа се нечи со ништо. Велот Министерство за политички систем и заедници би го добила алтернатива, Министерство за здравство исто алтернатива, Министерство за економија БЕСА, труд и социјална политика БЕСА, екологија демократско движење, без ресор Алијанса и прв вице-премиер демократско движење и вице-премиер за европски интеграции. Она што интересно е дека менуваат, и ова го дознаваме од самите преговори, не се ова не е ништо финално, ова се некои барања нивни. Ивица, ова не е многу. Ама не бе дали е многу или малку. Ајде да видиме се, нели зборевме 100 пати како се планира коалиција. Да. Значи, во овој делов што е поврзан со надворешна политика, дипломатија, имаме Министерство за надворешни работи, Секретаријат за европска интеграција и одбрана. Тука немаат ништо. Како немаат Секретаријат за европски прашања, еве го вице-премиер за европски интеграции. Да. Па нормално е, види. Себ го имаат. Потоа, она што реков дека кажија да економија и финансии дека се урамнотежуваат. Еве го и тоа тука. Така? Го има послабото министерство. Тоа е Министерството за економија. Па добро, ма се урамнотежуваат, сега факт е тоа. Дека и труд и социјална политика можеме да го ставиме во овој како да го речеме во овој барабан, затоа што па таму се огромни трошоци буџетски се слеваат, нели? Можеме да кажеме. Она што го гледам така внатрешни работи, правда и политички систем би ги ставил во еден барабан. Еве го и тука политички систем. Сега да видиме, сега малце ми е интересно и првиот вице-премиер веројатно ќе биде дел од таа група. Така што е тоа другото, а сето останато се, како да ги наречам, министерства кои што се врзани со уредување на животот и така натаму, и каде што, еве, екологија, некој вид на урамнотежување на транспорт и врски, здравство и образование исто така се наоѓаат во една, значи и здравство и образование се главни подсистеми. Така што мене ми е многу логично коалицијава. Сега вака. Значи дали ти е ова логично? Тоа го зборувам. Да, прво за овие министерства доколку состојбата изгледа вака, тоа значи дека коалицијата вреди се откажала од претседател на собрание. Зошто? Па таков е муабетот. Доколку имаат 6 министри, 20 вице-премиери, тогаш ќе немаат претседател на собрание. Добро, не го знам. Тоа го знам уште од почеток како некаква позиција. Сега. Да видиме. Здравство и труд и социјала се веројатно најважните министерства од овие тука 5-6 што се, затоа што реално тоа се и со голем буџет, и со големи ингеренции, така на... Економија не е за подценување, видите. Но, концесии, таму што немаш. Неспоредливо е економија или овие со финансии, што е најважното министерство, кој у моментов го има дуи, надворешни работи, тоа е надворешната политика на земјата, со која води уствари практично надворешната политика на земјата, со Министерството за внатрешни работи, со Министерството за култура и Министерството за образование. Ние за прв пат по долго време, сега звучи етноцентристички, извинете, но за прв пат по подолго време ќе добиеме Министерство за образование, кое ќе биде, ќе го организира македонец образованието во земја. Ние видовме... Чекаш, некој со сила тоа го направил? Кое?
Со сила, мислам сега нешто се случило за да не биде македонец таму? Не. Па еве се случи Партиите кои што досега биле во Македонија во коалиции, мислеле дека тоа не е се битно. случи тоа, мене дуи да ме малтретира, да ми го преведуваат решението за нострификација на мојата диплома од Велика Британија на албански јазик. Да, превод. ама чекај се, сакам да кажам со сила било тоа направено? Не. Со сила за Туку секој. СДСМ Го и дозволило. претходно ВМРО ДПМН мислеле дека тоа не е битно. Тоа е тоа. Сега да не правиме сега тука Да. причи без Еве, вeze. Да. вели Огнен Чанчаревиќ речи и култура, Боцевски речи култура ќе оди кај ВМРО. Да, култура, мислам дека ВМРО нема да се откаже традиционално од култура и од Па ги бива за тоа, образование. сега, искрено. Сега, за култура досега у сите своји инкарнации од Лјупчо Навака ги бива. Никош не промаши. Не потврлиле така. Не да. потврлиле. Освен, пази сега, освен морам да кажам, во делот на жива култура може да се малце по добри. Значи што е жива култура, нели она што се изведува Во и така секој натаму, случај да го затвориме тука Значи, блокот. еве да речеме во делот на жива култура сега ќе ги следиме да видиме дали тука ќе ги биде. Да го затвориме овој блок, ова што го кажавме со Министерството, почитувани слушатели, ништо од ова не е конечно, туку е некаква внатрешна пресметка со која сега се таму полемизира. Многу брзо ќе дознаеме некакви информации, можеби и не затоа што малку е тој процес сложен. Прво, тие преговараат заедно со ВМРО ДПМН, па потоа тоа што ќе го добијат го репреговараат внатре меѓу себе. Тоа создава еден го одолговлекува процесот, но преговорите остануваат. Немам информации за преговори со Максим Димитриевски на ВМРО ДПМН. Имаме само една, тоа е дека тој барал 3 министри, а ВМРО ДПМН му нуделе еден министер. Таа веројатно на средина негде можеби ќе се најдат, доколку се најдат, но Максим Димитриевски се уште размислува дали е паметно да влезе во владата, тоа се Паметно е. некои Сега е информации паметно. кои ги имаме ние, затоа што во СДСМ пак се случуваат одредени дејанија во вториот дел кои ќе ви ги откриеме ексклузивно ово утро во Радио Лидер, работи кои не сте ги чуле, работи кои не ги знаете, работи поврзани со она што ќе се случува многу скоро во СДСМ, каде вчера Димитар Ковачевски си поднесе оставка од функцијата председател на партијата и почнува сега процес за избор на нов лидер. Останете тука, ќе дознаете некои работи кои ќе ве в чудо не видат. Се враќаме назад во студиото за Радио Лидер, како што ви ветивме ексклузивен брифинг од случувањата во Социјалдемократскиот сојуз на Република Северна Македонија. Немај така на Македонија. Не им стои сега. Не им, добро им стои, ама не се вика така. Вика, кај дојдовме. од каде имаш информација, велат ВМРО ДПМН не знае, ти знаеш. Немаш само од ВМРО да има информација, ја имаме од албанскиот блок и како што кажав, ништо не е договорено. Значи, ништо не е договорено. Одиме понатаму. Ивица, Димитар Ковачевски си поднесе вчера оставка од функцијата на која дојде без никој никаде да не го гласа претходно јавно, да не беше со кран инсталиран во СДСМ и вчера заврши неговата ера, веројатно. Јаката ера сега и ти. А? Ја најде ерава, добро. Си поднесе оставка, Ерата. сега човекот дојде и изгуби. Дошо е тихо и ушо у легенду, така беше. Добро се. Во, Ако не друго, ќе остане имаше, таму. знаеш, стрипчиња вестерн во поранешна Југославија и така беше. Ќе остане таму во историјата на Македонија како некогашен премиер, може експерт да го викаат по телевизија, доколку не се исели. На синокешната седница на извршниот одбор Кај на ке се сели, СДСМ, објасни ми се. Димитар Ковачевски го потврди повлекувањето од функцијата, каде што кој го најави на 8 мај како високо морален чин. Почитувани другари и другарки, на 8 мај 2024 година се одржа парламентарните и вториот круг на председателските избори во фер и демократска атмосфера, согласно европските стандарди, што представува огромен исчекор кој е резултат на високиот степен на демократија, слободата на медиумите и на мирот и стабилноста која ја воспоставивме во изминатите години во државата.
Им благодарам на нашите членови и поддржувачи. Добро. Што викам? И јас и партиското раководство имаме одговорност. Исто како што имаат одговорност и сите именувани и избрани функционери, вклучително и сите партиски функционери на локално и централно ниво. Никој реално не е без одговорност. Овои резултати, креираното јавно мислење беше очигледно уште на локалните избори во 21 година, кога СДСМ доживеа пораз, пошто партијата не направи анализа на изборните резултати како што налага статутот и не ги лоцираше причините за поразот за да се излечат соодветни полки. Па вие, господине Ковачевски, дојдовте на чело на партијата. Не, мене ми е спорно на вика изграденото, вика јавно мислење. А што е политика освен градење на јавно мислење? И сега као тоа да паднало од небо. Кажи бе таму дека ти си тој што тоа го... Значи вие не сте успеале да го убедите овој народ. Понатаму тој вели... Пази, од позиција на власт велиш изградено јавно мислење. Пара Бог да се направи конгрес со дневен ред, избор на работно тело и председавач на конгресот, реферат на председателот на СДСМ за периодот 21-24, реферати на раководството, извештај од ЦИШ за парламентарните и председателските избори, единствена расправа од делегатите на конгресот по 2, 3 и 4 точка, изјаснување за довербата на органите на СДСМ избрани од конгресот. Се. Ајде не навлегуваме во неговата изјава, затоа што реално е многу неполитична. Се гледа дека човеков не научил ништо од политика, но на страна сето тоа. Ивица, имаме ексклузивна информација од врвот на СДСМ, од луѓе кои не се согласуваат со оваа работа. Дека на овој конгрес СДСМ сака да го укине да го укине она што го има до сега, лидер на партијата да се бира на непосредни избори на кои ќе гласаат членовите на партијата. И вчера и тоа зборувавме со гостина, така? Надвор од камерите го прашав, мислам, не се сеќавам баш. Не, кажа. Кажа во емисија. Кажа, како не кажа. Кажа директно во емисија, дека и тоа е... Имаат намера да го укинат ова. Изговорот кој го имаате дека наводно многу од членовите на ЗНАМ имале се уште актуелен статус како членови на СДСМ и имале право на тие внатрепартиски избори. Што мислиш за оваа работа? Па глупо е тоа. Како валјда имаат како се вика да имаат некоја датабаза со членство, валјда ќе. Па еве сега ќе ти кажам една информација од датабазата од членството. Во општина Кавадарци, општината во која јас живеам, во датабазата имаат заведено 7.500 членови, а имаат 4.500 гласа. Па видим, тоа ти кажа што им се случило сега. Ја ли сум им крив за тоа? Ти си им крив за тоа? Нема. И пак сега... Имаат сериозен проблем околу тоа кој како ќе се избира, се нуди нов модел на кој делегати всушност враќање на стариот модел. На тоа што го имаа претходно, кога делегати избира председател на СДСМ. Тоа е идеја на актуелното раководство, но и на претходните раководство на партијата, се до Зоран Заев кој направи некакви внатрепартиски избори за кои сите се смеевме генерално. Ајде вчера ајде. Мислам 40.000 гласови добиле на партиски избори, а 150.000 добиле на општи избори. Како е тоа можно? Како е можно тоа? Па гледа Америка, например. Нели на тие партиски избори кај што одлучуваат 10 пати помалку излегуваат него ли на тие што е нормално. 10 пати. Мислам, баш кај што таму државите го организираат гласањето. Дик што би рекол ти, нели? Овде они го организираат. Сега пази, треба да се потепеш, да работиш цел ден, па да не доаѓаш дома или да дојдеш дома, па после да зацепиш до општинската на СДСМ или каде се гласа веќе и таму да гласаш. Идеме гласале колку? 40.000 луѓе. А во Македонија тој ден ништо не видовме. Низ видовме редица.
знаеш, 40.000 луѓе да гласаат на, колку има општинска организација сега само 80-тина, така? Знаеш, што е на 80... Колку има градови? 50? Ајде да провериме. 40.000 делено со 8. Тоа е 5.000. У просек се зборам. 5.000 делено со 12 часа се гласа. Неверојатни 417 луѓе гласале секој час. Така? Во цела Македонија. Видевме бе некој Не, да се... Да. 80 општини. Еден од наши редовни слушатели вели да проверат во Кавадарци каде е Панчо Минов во моментов. Да. Панчо Минов во моментов е отворен на слободниот пазар, преговара со сите. Нормално очекувано. А он е на листа? Не. Сам дека се откаже Панчо Минов од политика. Да? Уствари не може да се откаже. Не може. Панчо Минов од политика, но се откаже од висока политика. Оно што останува е дека сакаат да го укинат тој модел за повторно со делегати, кои практично делегатите на Конгресот, исто како и сите други партии во Македонија, не е тука исклучок СДСМ, ги бира уствари раководството кои ќе бидат. Добра, мај се да бидем искрени, кога па они бирале поинаку? И ова со директната демократија еден сушен експеримент на Зоран Заев, дел од неговите глупирања со се живо во државата, вклучително така си направи мајтапи со собствената политичка партија, но зошто сега би го вратиле тоа? Ајде. Затоа што очигледно не знаат што може да им се случи на тие избори. Сега ти кажам, затоа што ти пак чим го оставаш правото, може да им текне на тие членови да отидат и да гласаат за некого. А може? И ти не можеш да го контролираш. Зашо да не може? Ти не можеш да го контролираш тој процес. Може ќе се закача танчи еден од кандидатите, ќе ти ги контролира, ќе ти наблюдува, ќе ти прави да не можеш да правиш проблеми и кај сме после. Има сериозен предизвик СДСМ. Сакаат да го укинат ова, но во исто време сега ќе ги кажеме кои се главните кандидати за наследници на кабинетот на Ковачевски. Еден од нив вчера ни беше гостин и рече дека се уште размислува, тоа е Јован Деспет Потовски. Он важи за едно така, скопско центарско карпошко крило и така. Но иако паметен човек кој вчера даде една критика дури порадикално од мојата за СДСМ, сепак мислам дека нема некои големи шанси за тронот на партијата, иако не дека има непостоечки. Втор кандидат кој завчера, односно, интерес пројави за функцијата председател на СДСМ е Славјанка Петровска, министерката за одбрана, која доаѓа од општинската организација на СДСМ Бутел и важи за фаворит на Димитар Ковачевски Таче, но и близок соработник на Миле Зечевич. Доколку Славјанка стане лидер, но и во самата кампања, таа сака да предложи двоец во водството на СДСМ, односно таа да биде председател, а заменик нејзин да биде Стефан Богоев. Сегашниот подпредседател на партијата. И третиот кандидат е Венко Филипче, кој без некои посебни најави треба да ви објасниме и објаснување, знаеме дека е фаворит на Зоран Заев. Зоран Заев. Види како свезнаме. Не мислам ова. Ова не е никој знание. Големото сознание. Значи, што мислиш ти, Ивица, кој овие прво има најголеми шанси? Прво едно по едно, значи ова кандидатура на Славјанка сме јури. Тоа е... Зашто? Ајде. Мислам... Мене сосем спротивно, мене ми е фаворит Славјанка ова работа. Значи, не сум расположен за Бајлева, те молам. Значи, ајде збориме. Значи, са Бајлева не сум расположен за... Значи, сериозни да бидеме денеска, може ли за промена? Ајде.
Како може Славјанка да биде кандидат за било што, ја објасни ми. Мислам, Кој? Зашто беше шуела дискриминација кон жени? Ма каква дискриминација кон жени се не станува збор за квалитет на политичари, дискриминација кон жени. Славјанка кандидат за лидер, па ни мање ништо него на СДСМ. Ај мал се полека. Тешко на СДСМ. Ај мал се полека. Спомна. Ја не знам од каде па овие ворете да си имаат амбиција, ма постепено, полека. Што фали на Славјанка? Прво нема политичко искуство никакво. Ќе стекне да е шо. Второ, никаков печаток не И стои Љупчо Георгиевски кој стана на ВМРО председател немаше политичко. Љупчо Георгиевски беше еден неверојатно харизматичен лик, кој што токму заради својата харизма, заради квалитетот на своите говори настапи, дојде до израз. И Љупчо Георгиевски кој зборуваше, плоштади цели се полнеа и луѓето молчеа додека тој зборуваше. Харизмата на Славјанка што не можеш да ја препознаеш. Па не знам, она не може да се препознае, не ја. Мислам се, искрено зборуваме. Ворете, да има амбиции, да расте во тоа раководство, може би еден ден ќе дојде до председател, иако не вем, ја не гледам тога квалитети за председател и за лидер. Никакви. Меѓутоа, знаеш, се си има некој почеток, се си има некој крај. Ворет, пристојна личност е Славјанка, како лик вака, знаеш. Госпогица. Да. Вика добар ден, насмејана е, кога ќе се даде некој предлог, како што знам, дека излегува во пресрет на гуми, ворете се тоа. Не доаѓа црвената буржуазија. Ама лидер, чекај малце, знаеш онака. Сам дајте молам се. Значи лидер на СДСМ Славјанка. Значи малку ус. Филипче исто. Од завчера во СДСМ го лансираше короната. Кажи ми, кој политичар што го лансираше короната до ден денес е политичар? Еден. Никој. Оној у Србија, како се вика, што збореше да одиме во Милано. Овој Несторовиќ. Да. Ама Несторовиќ него направи со короната, него после со национализмот и со тие други работи. Еве сега, одма да ви кажам, ова е позитивно, мене ми се допаѓа. Чекај сега, да се докажеме сега. Значи, Филипче исто така е катапултиран. Доаѓа од академската и од, како се вика ова, и од лекарската сфера, меѓутоа, пази се, од друга страна, кога станува збор за него, има еден пресериозен проблем. Сега, има премногу опашки од тој период од короната, премногу неиспитани работи, премногу нешта кои што станаа со големи прашалници коруптивни, не му требаат тие после да не зборуваме ни аздиси со Заев, шетања со квадари, со мотори, со едно со друго, тоа Грци имат си. Да, тоа на лидер не личи. Аудиња. Тоа не личи не личи на лидер на мене бар не ми личи. И сега, ајде се вратиме сега на тоа. Знам дека за луѓе од ВМРО ДПМН кои што ги познам, Славјанка е фаворит. Зошто е Славјанка фаворит? Затоа што тоа ќе стане привезок на ДУИ или на ВМРО, ко партија. Пајтон партија ќе се сведе. Зашто така збориш? Сега ти мене ме имплицираш дека јас сум ВМРО. Не, ти тераш мајта. Значи, чекај малце. Ти тераш мајта. Не може. Ти тераш мајта. Ја кога Ти тераш мајта. синоќа на Фејсбук, незината ковер... За јово нема да коментирам, зашто имам конфликт на интереси, но можам само да кажам дека правецот што го фатил е правилниот правец. Значи, во смисол, што е правилен правец? Јас, ако бидам лидер на СДСМ, ќе го изградам СДСМ повторно да биде алтернатива на ВМРО ДПМН, стожер на левицата во Македонија, отворена, демократска, космополитска партија, но со еден јасен патриотски патос. Еве, тоа би бил... На непријателите на СДСМ викаат Јово не смее да припари до таа функција. Председател на СДСМ може да биде опасно. Непријателите на СДСМ. Да, не го сакаат Јово како лидер. Добро, зашто? Иф има омилен Венко на сите, затоа што може да го оценуваат со криминалите што ги направи. Но еве сега ја ќе ти кажам зашто ми е мене фаворит Славјанка. Славјанка Петровска. Вчера ја апдейтираше на нејзината ковер слика на Фејсбук и го врати старото лого на партијата. Жолтата петокрака со розата внатре и пишува Социјалдемократски сојуз на Македонија. Славјанка ќе не враќа кон изворното СДСМ.
Нешто што на сите овие години ни фали. Добро, чекај, реков дека утринава не сум расположен за глупости, дајте молам биде сериозен. Ајде сега да видиме понатаму. Значи, според чаршиските информации за Славјанка Јован Деспотовски стои Шекеринска, не сум сигурен дали за ова е баш Шекеринска, ма не е ни битно. И дека наводно едниот ќе поддржи другиот. Венко Филиче, тука е заев. Мислам, тоа е очигледно. Сега, Стево Пендаровски е кандидат на остатокот од остатоците на шарената револуција. Убаво да реков така. Да. Ти не си учил тоа, затоа што во ваше време... да кажем... Слушај, во ваше време веќе ги немавте таа историска лекција. Имаше една лекција од средновековие, се викаше остатоци од остатокот на Хрватска. Значи, ние како остатоци од остатоците на ГДОМ, да. Ние први објавивме дека Стево Пендаровски има амбиции да стане лидер на СДСМ. Се сеќаваш ден-два после изборите. Да, ајде сега да видиме други можни кандидати. Значи, Стево Пендаровски мислам дека исто има истиот проблем. Стево Пендаровски ако беше во игра за председател на СДСМ, до сега преку председателската функција што ја прави 5 години, ќе направеше круг на луѓе, ќе направеше круг на поддржувачи кои што ќе можеше да го ефектуира. Од круг на поддржувачи што беа околу Стево Пендаровски и што е меѓународен круг на поддржувачи, така? Најчесто тој во својата кариера се среќаваше со Џабир Дерела, кој што му ги објаснуваше проектите и тоа се правеа вести. Многу јако. Ја не сакам да слушам за други. Одиме понатаму. Чек, ости се. Одиме понатаму. Стефан Богоев никога да се разјасни со тоа меѓународен сојуз на... Не, Стефан Богоев ќе иде со Славјанка. Он у пакет. Каков пакет сега? Дај не, види се. Президентен вајс-президент. Знам дека ова што го зборуваше убаво, слушливо, гледливо, на сабајле интересно, ама дај мајко. Ама стварно ќе биде така, ќе видиш. Ај полека, чекај се. Одиме понатаму. Оливер Спасовски се поништи со кризата за пасошите. Тоа заврши. Го оставам на тебе, Љупчо Николовски, тука ти си експерт. Ој наказата од кај беше? Открива Паланка. Да. Нема се и ти се наказа, се дај некој друг збор на едините сите што ме тужат, ја така постапувам с него. Ивица, ако дојде меѓу тоа да се бира помеѓу Филипче и Славјанка. Чека да видиме дали има некој Dark Horse кандидати, што викаат американците, некој што не го гледаме. Како транзиционо решение Сања Лукаревска. Нема Сања Лукаревска, многу конфликти создала во оваа изборна кампања. Да зборам ко транзиционо. И таа најверојатно оди во пакет со Филипче. Добро. Сега зборуваме... Значи, тука е Славјанка Богац, Филипче, Сања Лукаревска. Сега зборуваме кој би можел, така? Одиме понатаму. Еве еден Dark Horse. Кој? Шилегов. Шилегов е у конфликт со сите споменати. Зашо да е тоа лоша референца? Па не ги бива сите. Па зашо да е лоша референца? И реално, ние кои живееме во Скопје, Шилегов е за нас Тито веќе. Зашо види, ако речат пораз, така, ако речат пораз имал, кој го имаше најголемиот пораз на листите во историја на Македонија? Како носител на листа? Кој го има најголемиот пораз? Никола Груевски во 2002. Еве види колку има он, колку има Бранко Црвенковски гласови. Паш после 10 години доминираш со македонската политика. Пораз не е лоша работа политика. Еве еден слушател вели СДСМ е најдобро да нема председател, да има само председателство како сојузот на комунистите. Хоризонталната поставеност последни левица се откажа од неа. Више не постои у Македонија. Ивица, види се, да бидам вака искрен со тебе. И јас не сум саркастичен кога велам дека ја поддржувам Славјанка. Уопште тоа не го правам ради хумор. Јас стварно мислам дека она може да врати една изворна социјалдемократија во држава. И во таа политичка партија. Значи се, да се разбереме. Чека, ама ја видовме на изворната социјалдемократија овие години, ја видовме на дело од таа генерација. Што беше изворната социјалдемократија? Ајде се. Теревенки во кафани од утро до мрак.
Ако нешто народот не е задоволен, глупи се, луѓето така. Однесување како Што имаш ти природно... против изворната социјалдемократ? Однесување, па тоа е токму, однесување како природно да им припаѓа власта. Крадење демократизирано, еве, само тука се демократи, секој може да краде. Ама да е од нивните, нели? Дуи разулавено, никој не го Славјанко контролира. свеќе среди. Види, се, значи, обично да. во СДСМ еден претходно... мој драг пријател сега тука ми кажува дека имало честни луѓе патриоти, едно друго сугерира, едно друго не сака еден од кандидатите што го спомнавме, не е битно. Меѓутоа, пази, и не му сега ќе му кажам истото што и тебе ти го кажам. Значи не идеш во борба со армија што ја сонуваш. Идеш во борба со армија што ја имаш. Ова го има СДСМ, сега што да правиме? И се од овие ликови треба да видиме кој може да се излече. И за жал тоа е тоа. откако нашата земја доби председател, тоа е Гордана Силјановска Давко. Време е уште повеќе да се бориме кон инклузијата кон жените. Токму затоа треба да биде... Зошто не може Славица Грковска да е лидер на СДСМ? Многу... Наместо речем, сакав да речем 10 пати посериозно, заборив дека за други димензии збориме, на сериозно, знаеш. Мислам, не е споредливо една со друга. Зошто Славица Грковска? Има јасна партиска траекторија, историја, била лидер на форумот, како се викаше, на млади демократи, што после стана социјалдемократска мнозина. И до кога веќе, и Славица е добар пример, исто како и Славјанка. И до кога веќе во политиката за јак политичар само маш може да биде булдозер? Абе, до кога? Во Америка отишол? Кој, Зечевиќ? Што мајка барува? Он исто ја поддржува Славјанка, да знаеш. Од Америка? Од наш тим е он. Од твојот, мислиш? Ти си тим Славјанка, добро. Да, јас сум тим Славјанка дефинитивно. Ма не е сериозно. Сега, ако дојде тука во студија, прво ќе кажам тоа. Чекај, како бе кандидат за лидер на СДСМ? Не знам како би издржал интервју со Славјанка, ја би се пукнал од смеј. Не би, ја би издржал, не е проблем. Ама сега знаеш за нејзино добро зборуваме. Ја не би издржал. Кандидат за лидер, чекај. Имам конфликт на интерес, многу ја поддржувам јавно, еве сега не можам да го правам тоа. Али во секој случај, од Филипче е подобра варијанта. Барем, сега види, ајде да бидеме искрени. Ние за Славјанка не видовме човече ниту еден. Сега сум озбилен веќе. Завршувам со сарказмот. Веројатно. Значи, добро. За Славјанка не видовме. Реков тоа. Ама ни еден корупцијски стан. Добро, ама па не видовме ни ништо сработено. Како не видовме армија спремна во НАТО, облечена, најадена. Како не сме видели? Напоена. Како не сме видели? И башка. За разлика од Филипче, ниту корупцијски скандал имала. Еден достоинствен живот си води, стварно, од скромно семејство. Како да кажам? Не е ни од црвена буржуазија, од ништо, за разлика од Филипче. Не. Значи, ајде... Вика, ајде малце ексклузива се чека, па вие кажавме ексклузивате, сакаат да укинат внатрешни избори. Ако укинат внатрешни избори, тогаш ќе победи Филипче. Да. Па затоа Ковачевски сака тоа да го укине за да улета Славјанка. Јас сум или да остане Ковачевски или да стане Славјанка. Ковачевски нема пипната структура на СДСМ, таму се уште доминира Заев. Значи тогаш ќе биде Филипче ако укинат. Ако идат на избори со гласање, ќе се распаднат. Еве има тука предлог Љупчо Зиков да биде председател на СДС. Тоа е во рангот на кандидатите кон Славјанка, знаеш. Зашто? Не полудо е, извини. Славјанка Зиков имаше партија. Посериозно. Он, Минчо и Бучко позитивна Македонија праја. Немој така се Зиков. Значи, јас сум или да остане Ковачевски или да биде Славјанка. Нема тоа што внатрешни избори треба се укинат. Еве интересен предлог доаѓа од еден наш ценет слушател, поддржувач Андреј Петров. Не, озбилен човек. Па може и како преодна варијанта, види, не мора на крајот на грижата треба некој да стабилизира таа партија. Многу е кроток, не харизматичен, не. Ама во ред зборам, значи Сања Лукаревски и Андреј Петров ги спомнам како транзициони решенија. Ама ти бараш разумни луѓе да. Ама за државава е потребно разумни луѓе таму да ја водат таа структура. За ВМРО е потребно. Едно е Христијан Мицковски сега што има мандат, така?
Значи, покрај тоа што ќе води влада, ќе води ВМРО, тој треба да спречува забегување. Полесно ќе му биде, ако од другата страна има јака опозиција. Да ги доведе во ред неговите. Значи, тоа не е едноставна работа. Андри Петров велиш. Еве, сега зборуваме отворено. Иако ти кажав, според мене кој ми е таму најдобра варијанта за да се вратат во живот, ама тоа нема да го направат. Максим да го стават лидер на СДСМ. Нема тоа, он не ќе се. Нема сега. Ако сакаат еве да се вратат веднаш во игра и да се веднаш алтернативен пол во македонската политика, да тоа им е решението. Веднаш се враќаат во игра. И не само тоа, види, и ова што го правеше Ковачевски исто не му служи на чест. Пази, да не заборавиме. Оставка се дава вечерта после поразни избори. За да прочисти партијата. Тие кои што како него се јогунија, например, се уште имаат проблем. Например, Владо Бучковски исто вака се трудеше да остане во игра и после изборите. Токму заради тоа највеќе го уништи во партиската инфраструктура на СДСМ. Нема кон него таква почита каква што ќе имаше, се повлечеше веднаш вечерта 2006 година. Исто се и Ковачевски. Што му требаше овој слалом? Значи, Така што, види, ова е да се вратиме, таму треба сериозен човек. Таму треба сериозен човек. Не дека нема сериозни луѓе во СДСМ, не дека нема патриоти во СДСМ, не дека немало патриоти во СДСМ. Не дека немало и нормални луѓе во СДСМ. Ама проблемот е што меѓу другото, види, проблемот е кога кадровска политика ти води младината. зашо? Значи, лидерите на СДСМ се подпира на таа младинска квота од 20%. Но таа младинска квота не е квота на социјалдемократската младина, него е квота за млади. На лидерите им беше едноставно, се подпираш таму на некое си младинско раководство и врз основа на тоа имаш ти веќе во старт 20% од гласовите. Ти треба уште 30% да ги собереш клиентелистички и неприкосновено владееш со партијата. Што направи? Еве што направи. Да не може тука да ни текне кој ќе раководи со партијата. Еве што направи. Значи, кога ќе се подпреш на такви квази структури, Ти на не такви клики, еве до што се доведуваме. Наместо да се отвориш на цело општество, пази, си раководел со влада, ти самиот кажа, 2000 функционери се горе-долу. Со се заменици и така натаму. Значи, и можеш да бираш, гледаш кој води, како води, што води, кој не е секој ден у кафана, кој оди на работа у 8:30, кој на работа седи дека не ја заврши работата, кој нешто сработил, така? Па така бираш, а не нати го дај ми го, кој кому ќе му забие нож во грб, кој кому ќе му измисли секс скандали, кој кого ќе го озборува пред лидерот и еве, до што се доведовме сега. Овдека да се чудиме кој може да биде лидер на СДСМ. Срамота. Се чудите вие што не можете да ја видите реалноста. А тоа е дека Која е реалност? Големата за СДСМ и за Македонија Славјака не постои. Ти реков дека Сабајлева за сериозни мовети сум расположен, ти пак ја тереш на мај. Абе, кој не, што има несериозно бре у тоа? Се. Што има несериозно во? Најозбилни шанси има. Е, ти кажам. И подобро таа да стане лидер таму од некој озбилен. И ќе видите, сите ја подценувате, сите зборувате вака така за неа. Славјанка ќе се врати. И ќе го врати СДСМ во плава боја на власт во Македонија. Веројатно. Не, сега, тебе ти е... Што? Тебе ти е за мајта пребота. Не, јас сакам да... Мене животна желба, јас сум во новинарството затоа што мене ме забавува оваа професија. Да. Ја, например, со Заев како лидер на СДСМ се забавував. И со Ковачевски се забавував. Одмерак да гледаш интервјуа. Не види се, кај заедно ше работи што не беа за забава, праша ги вие луѓе по затвориве. Добро да се имаш. Немој така. У мојот и јас сум еден од прогонениците од Зоран Заев. Душа напатена од заевизмот. Но битно беше да се
Вика, крстата е емисија на смеја со Златев и Боцевски. Ма не е на смеја, са сериозни работи зборуваме. А цаци, војната на ВМРО до кај е? Значи, уште еднаш да видиме. Дефинирани кандидати до сега се, значи, полудефиниран. Сите се и Славјанка не е јавно кажа. Не е јавно. И она размислуе. Славјанка и Јован Деспотовски, а Венко Филипче И потрчна тргал кампања, ги посетува општинските организации. А Стева Пендаровски не се изјаснува. Како за председателски кандидат. Исто, да. Да не биде исто, знаеш, предпладнето едно да каже, попладнето да го... Па да се премисли два пати. Пак, сега нема кабинет, сега штабот ке окори. Добро. Венко ќе ја враќа СДСМ на победнички патеки од симпатизерите и членовите дознал што всушност сакаат од партијата. Еве ќе ти кажам, на пример, уште едно име кое што може да биде лидер на СДСМ, па дури и да го гласа народот. Ама нема шанси, затоа што мислам дека и тој веќе си има раскрстено со нив. Професорот Благо Ханџиски. Не е многу старон? И па без разлика сега зборуваме некој да стабилизира партијата, или да ја доведе у кондиција за победа. Не е многу стар. Па не е ни престарен. Киро Глигоров на колку години стана председател? Ја го гледам, Филипче Шликиш става тука. Се среќава со чланови. Еве, како што вети во предизборието започувам средби со членовите на СДСМ и граѓаните низ цела држава. Првата средба вчера ја има во Неготино. На нашите членови и активисти им се заблагодарив за поддршката и ветив дека заедно ќе ја вратиме партијата на победничките патеки. Тие ги споделија своите мислења за тоа како в СДСМ сакаат да видат во иднина и кои се очекувањата од новото раководство и пратениците. И? Пратениците, членовите пред се бараат поголемо присуство, комуникација и координација со новото раководство и пратениците со членовите. Ова бил и ќе биде мој начин на практикување на политиката. Зачем објави кандидатура, а? Не објави, ама ја почна кампањата. Единство се постигнува само со почитување на мислењата на другите, со многу работа и трпеливо градење на довербата. Мора да ги вреднуваме нашите поддржувачи и овозможниме нивно активно вклучување во градењето на политиките. Нивната стручност и посветеност треба да се единственото мерило за напредување во партиските органи. На средбите ги информираме добро, бла 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 бла. Види, ако има непосредни избори, Филипче е дефинитивно неприкосновен победник. Како непосредни на гласање? Ако гласа, да, ако не е делегатски систем. Зошто? Па реално... Ја пообратно мислам, он на делегатскија не е силен. Партијата на Заев. Па добро. Епа. Кој ќе победиме на директни избори? Прво на директни избори кој ќе излезе да гласа. Тоа е прашањето. Тие не може пасоши да организираат да дадат, па гласање да организираат. Значи, две нацртани опции да им дадеш. Генерално, сега да бидем искрени, генерално од сега се гледа дека, сега ја да не се зафркавам, да бидам озбилен, се гледа дека Венко Филипче е фаворит. Да. И најверојатно Венко Филипче ќе биде еден лидер на СДСМ. И кај ќе се развива СДСМ со Венко Филипче? Тоа значи една работа. Одма да ви кажам, тоа значи дека СДСМ и понатаму останува во заложништво на Зоран Заев. Види, значи, како ти кажам, му се местат политички коцки на Христијан Мицкоски маестрално. Да. И го продолжува, еден Келјав си отиде, друг Келјав ќе донесе сега Заев. За нема сега така сега. Од кај знаеш ти за 10 години како ќе изгледаш белјаче? Па ја Келјав ќе бидам шо сега. Па шо тогаш? Може, па добро да е еден отиде и си лича дури можам да ти кажам. Каков е овој келјавизам или косизам тука што ми го се извинувам за оваа дискриминација. Да, значи тоа може да значи и мудрост без. Зборувам сега за тие што се нели не се загледав, извини. Не те не исперцепира. Не сум ја. Да, ја уште имам коса, знаеш. Јас сум тие. Филипче има уште нешто се наоѓа. Нема, значи има. Се наоѓа. Еден отиде, друг дојде и двајцата под тотална контрола на Зоран Заев и СДСМ и понатаму ќе биде миноризирана. Ќе излезат сите и понатаму сите талентирани млади луѓе ќе се одат од таа партија, ќе останат да мешетарате вакви.
Не, слушам дека еве и се уште има влијани и Радмила таму, некој не го разбирам тоа. Нема влијание, мислам. Има, ама не го разбирам. Или мисли дека има, можеби. Велат Никола Поповски, Никола Поповски за сите. Тоа е сериозно решение. Значи, мене ми е комшија, човекот е извонарен. Како не е сериозно, ама што е проблемот па негов сега? Види. Па таму го заборавиле дека постои човекот. Во актуелна структура на СДСМ, кај он? Го нема, не. Нели? Мислам дека он е уште од основање таа партија. Да, од основање, ако рачунеме основање дека од Гошев, нели, кога се има распушти Сојузот на комунисти, кога се формираше нова партија. Да, од основање. Кога ќе видиш што секама ПДП сакаш да кажеш. Значи, види, ама од него знаат, значи партија живе работа. Ако си одсутен подолго време, никој не те знае веќе, знаеш, ти после си катапултиран. Еве уште едно име да промовирам, можеме ли ја и ти еден наш пријател, ама тука има тотален конфликт на интереси. Кој? Гордан Георгиев. Гордан може да влезе. Така. Ама не, мислам дека не би сакал. Ја мислам дека не би сакал, него. Добре, не е битно се да не кажеме кој е проблемот со али Гордан е окей. Гордан би све тргна наопаку у СДСМ уште моментот кога Зоран Јовановски не стана лидер на партијата, туку стана Заев. Од тогаш и јас тоа е Зоран Јовановски, ама он мисли фати друга. Не, мислам дека он у моментов поиш има шанси у ВМРО да стане лидер на СДСМ сега. Вака да бидам искрен со тебе. Иако ВМРО не бара лидер, нели? Има пак да се вратам напред. Што е проблемот? Партија е жива материја. И партија се потврди. Чекајте, ма дозволите кажам, значи, ако не си дел од екипата, брзо те забарават, брзо те прегазува времето. Еве основач, ти каже основач. Основач ли е Љупчо Георгиевски на ВМРО ДПМН? Не. Како не? И сега, ајде се врати он у ВМРО ДПМН. Кој го знае него у ВМРО ДПМН? Он у моментов ако стапне у ВМРО ДПМН, после големи шанси дека ќе биде тепан од некој таму. Абе добро, ама се зборуваме физички ќе го нападнат. Или на пример луѓе кои што некогаш биле активни некаде. Тоа е проблемот со Никола Поповски, знаеш. Ке делува натурено, ке делува наметнато. Исто и со Гордан е тој проблемот. Исто и со Зоран Јовановски. Знаеш. Не, види се, Зоран Јовановски кога се кандидираше, јас сеќавам многу убаво на конгресот во Холидин во 2014 година. На тој конгрес избираше лидер на СДСМ. Зоран Јовановски беше еден од кандидатите. Беше Игор Ивановски Шема, беше Зоран Заев. Зоран Заев стана лидер на СДСМ. На тогаш тотално незадоволство на поголем дел од членовите, кои не ги сакаа ниту него и така натаму. Нема, кажи кој му даде поддршка? Бранко Црвенковски. Не. Кој? Радмило. Бранко. Не здраве. Таа застана зад него целосно на чудење на цела македонска јавност. Да. Сега дали тука имаше некои шепотења од некои други центри? Останува да видиме, да. Па не знам колку останува. И нормално, останува и Бранко Црвенковски, кој практично Јани Макрадули, топ кандидат. После Славјанко он ми е фейворит. За второ место у таа категорија. Георги Спасов. Добро, и тоа е исто интересен предлог. Да. Джоко. Бил генерален секретар на партијата, тука може тука да има. А може и внук му Кире Наумов да го стави како сателит. Не, Кире не е голем како лидер. Кире мислам дека нема такви способности да биде лидер на СДСМ. И мислам дека и он е надвор од структурите одам. Идемо дале, Турбожња, значи... Вика, чекај сега е едно прашање од исто така гледачи и слушатели што постојано не следат. Филипче што ќе прави со скандалот онкологија? Филипче има многу скандали. Нема онкологија, еве го најпластичен, така? Што ќе прави тоа? Пак кога го затворат ќе биде притисок кон лидерот на СДСМ. Нема така се ве. Се не зборува. Ама не, еве и да не го затворат сега. Ке излезат сите. За тоа. Да. Дали се види, сега на пример полицијата преминува кај опозицијата актуелно, кај ВМРО ДПМН и кај коалицијата вреди. Ке се спроведе истрага. Таа истрага кај ќе отиде? Нема, тоа ќе биде притисок на опозицијата. Како да не?
Репортери без граници, ќе се сечат вени. Кога ќе излезат луѓето кои што настрадале од таа работа, кој вени ќе се сечат, кажи ми? Кој ќе има образ тамо да протестира? Добро, Джабир, ама за луѓе со образ зборуваме. Колку Бојаровски зборуваме за луѓе со образ, на тераса за Филип, ќе сеќаваш. Зборуваме за луѓе со образ, нешто. Кој ќе излезе со образ тамо да зборува било што. Значи, таму има сериозен проблем. Мислам дека многу поизвестно ќе биде да се гради алтернативен пол на поинаков начин со некои коалиции, па амалгамирање едно друго, него ли вакво нешто. Добро. Види Филипче, може и со Максо ќе седне на маса, па ќе направат. Нема шанс. Може да направат уште една. Нема шанс. Максо заради шо излегуваш од политика, кажи ми? Значи, види, има СДСМ. Како? Максо зошто излезе од СДСМ? Од вакви некои. Па сега... Океј, тука е крајот на ово издание на Еспресо со Златев и Боцевски. Па го спасуваме СДСМ, да. Работно лето ќе имаме, ние цело лето ќе следиме кој ќе биде лидер иден на СДСМ. Ние си имаме. Се сеќаш ли бе на работното лето, бе? Кога имаше луѓе што по прв пат важуваат, јаделе компир манџа. Компир манџа во градинка се служи од најмала група, пази. Значи, се рече некој градинка што не бил. Сака, ај. Ивица, не сум ти кажал за да не ме зафркаш, јас сум бил дел од работното лето. Знам тоа, ама ти кажам, компир манџа јадеше добро. Не може ништо. Не, ида функционери на СДСМ испија по дома кај луѓе. Ствари што тогаш почна пропаста на таа партија, да не го обвинуваме толку Заев. И претходно си беа со проблеми. Работното, леле кога ќе ви текне. Добро, не му било лесно на Бранко. Славјанка Петровска за лидер на СДСМ, агенда на радио лидер 2020. Агенда на Љупчо Златев, те молам. Да. Имаме раскол тука. Ја раскол има. И вид ќе прави лидер знам. Да. Лидер вистинска. Лидер вистинска. Не, тука со знам. А јас сум реформското крило. Портокаловото. А има ли нешто по реформско тоа да се подржи? Славјанка.